Јас ка сакам да ти речам дека вака кој те пулям, ме онеквеш да сосеќам како еден пожар без куќа, Менде, гол на дождо. не снимаш прилог. Скрати и преди на поентата. Овие се за тебе. Јас ка и берев во парко, ке што прв пат. Утивко бе. Кажи. Дали вие, господице Мајбах, иако сте од две различни партии... Маче, вестите ќе почнат додека ти поентираш. Оти ме онеквеш, јас ка сакам романтично, видам ти ме онеквеш. Дали сакаш да ме Венеција, на она со гондолите, на Свети Марко и разно? Сакам! Чекај, што е разно? Јас сум разно и доваѓам со вас. Во Венеција мора да се оди групно, мора да се има заеднички јазик. Ама ова не е за групно. Све во Македонија мора да е групно. Значи мора сите да сме застапени. Го земам еден стап. Не знаеш како ќе та застапам. Во Охрид е договорено се. Знаеш ти тоа? Таму све е кажано дека мора да се биде групно, мора групни униформи, мора групни банкноти, групно или никако друго. Аби, кој суд, кој Охрид, какви банкноти бе човек? Јас ка реков, дали сака господијата Мајбах да ја носам Венеција. Ниту имам банкноти, а ниту знам дали ќе одам. Јас ка допарва треба да штедам за додам. О, менде, не се секирај. Има една опција. Земи сега, плати до година. Ува е та работа. Како ти звучи? Значи, збориме за приватно одење, не службено. Приватно. Ја па сум мислел дека со Венеција за јазиците таму и да морам да доаѓам. Ми паднал камен да ти кажувам. Одма помислував на 2001 година, мислим с краја да е. Абе, джемо оти се овде ки стоиш. Оди, ајде. А да доаѓам и јас со вас, а? Знаеш какви сендвичи правам? А со што ќе ви даде сендвичи? Менде! Джемо, молим те, дојш, ајде. Оти романтика со тројца не бива. То се други жанрови. А ти шо чекаш, бе, иди и резервирај карти онлайн. Онлайн. Многу ме возбуда кога ќе зборуваш некои непостоечки странцизми. Еј, слушај, купував карти за сите. Знаеш како ќе си поминуваме? Абе, човек, оти онекваш, јас и таја ќојме, ти не иди, жали ме, оди, ајде. Купував карти. Абе, чего купил карти, шо е ќојме, сами ти ги се. Ќе види, менде, на гондолата, бонжур. Руби, шо чепкаш без струјата ти? Земи сега, плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Виц во аптеките близу вас. Голема наградна игра со Mastercard и Compay на Комерцијална банка. Од 9 декември 2019 до 12 јануари 2020 плаќате безконтактно и добите шанса да освоите некоја од многуте награди, а на крајот на играта ве очекува и главна награда автомобил. Учествувајте во наградната игра со секоја безконтактна трансакција од најмалку 200 денари со Mastercard на Комерцијална банка и удвоите ја можноста за награда плаќајќи со мобилен телефон преку апликацијата Compay. Безконтактно плати и награда фати. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн.
Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Tinex, со еден клик до дома. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Маре, тебе молим те потифа. Любица е бе, пак ја греши. Како и да? Чекай бе, што се деси сега? Кој е оваа жена му? Не. Тоа му е свекрвата, оваа плавата му е жена. Еј, овој главнев го знам бе. Еј, овој Србија ми игра нове. Да бе, стварно знаеш дека јас се думам цело време познат ми. И овој, еве ре, овој глумеше министер. Ја ти кажав се познати фаци се. Чекај сега, ја па не разбирам, овој секој. Тој му е дечко на главниот лик 500 евра е дечкото. Оф. А оваа лепотица кој е оваа? Таа сега на крај се појави, а претходно само гласот ти се слушаше. Дечка, да се разбериме. Значи, ова е сериозна продукција, сериозна работа. Гледајте, сценаристи кој неколку работеле. Да не правиме ова како е снимано прекрасно со милион камери. Значи, ова е. Народ ова сака да гледа. Значи, сака да се гледа луксус, бре. Пари, скапи јалишта, пари. Баш така. Мори, Любице се скапа. Ќе ја цвикнам некој ден, ја не знам. Ќе те цвикнам ја тебе после. Слушај, окей е све тоа. Мене не беше, знаеш, ова фасцинира. Главниот лик бе, како ослабел бе 20 кила за улога бе. Знаеш ли ти што е да ослабеш 20 кила за улога? Не. Па не знаеш. Леся, овие што се позитивни ликови, на крај стануваат негативци, а негативците стануваат жртви, што е генијално и Шекспир не може да го смисли тоа. Да. Заврши бе. Заврши? И што овде ништо немаше, ништо интересно, ни разврска, ни распред, ни бутер. Ти се гледал други серии? Секој е завршено најинтересното. Добро, нели треба да има нова сезона? Нови глумци, нови епизоди, све тоа до недоглед, ново доди секоја година? Шо ви е тука чудно, ја не знам. Значи, многу нормално е. Пуштај вести да се вратиме малце во реалност. Види вака, Ацо Шубо го личи сам да води, а? Стварно, беше чудно ми тоа е. Брутал. Видиш и текна. Лека ноќ, почитувани гледачи на вчерашни новости. Повторно сам, чекам да се стемни. Јас да излезам, вестите да ги водам и да прочитам за политичари кои што не сум можел да ги поднесам. Лека ноќ од мене, извинете што доцнам, да почнеме. Фонт Аријал со големина 12, проред 1,5 и маргини од 2,5 инчи. Вака изгледа форматот за амандмани во собранието каде во текст се измените на изборниот законик. О, не! А тоа изгледа ќе потрае. Дуи поднесе. Не 1000, не 2000, не 3000, не 5000, не 10.000, туку 6000 амандмани. Од партијата велат дека сите амандмани се основани и промените ќе почнат откако ќе бидат прочитани амандманите. За околу не една, не две, не 10, туку 7 години. Оттаму велат дека во името на демократијата тие повеќе напишале од што имаат прочитано во животот. Венеција, град на вечната љубов, на Ромео и Јулија кој... Ацо, Верона е тоа. Верона. Небитно е, Јована. Јонака одиме во Скопската Венеција, општина Сара и Кондово. По негативните коментари за законот за јазиците на Венецијанската комисија се огласи Кондовскиот правен конзилиум на ДУИ со свој став за законите кои што сметаат дека се противуставни. Драги новинари и гости, добар ден. Кондовскиот правен конзилиум во состав на јас, овој до мене лево и десно, дојдовме до заклучок дека законот за забрана за пушење директно дискриминира голем број на луѓе,
кои не можат поради пасивно пушење, мили, директно дискриминира голем број на луѓе кои не можат поради пасивно пушење да имаат исти шанси за рак на бел дроб. Дали се разбираме? Па, така е. Дали тоа е нешто како Венецијска комисија? Јо, не. Значи, Венецијска комисија е копија на наша кондовска комисија. И ти ја купи. Имаш да опети, еј. Доста што правиш. Друго што имам да кажам. Многу битно што сме решиле фискални сметки. Печатени на хартија, тоа се смрт за екосистем. Смрт. Така ли е греота? Па како не. Затоа, сегде кај што се дуи на власт, фискалните сметки ќе бидат заменети со ништо. За да се спаси екосистемот. Абе да, кажувам дори има камери тука дека продавам машковца. Фарук, дали има некој од новинарите нешто да праша? Да, бе, јас сум новинар. Дали некој има било какво прашање? Да, јас сум новинар. Некој од новинарите да додаде? Имам јас. Некој било кој? Јас сум новинар. Ако нема повеќе прашања, јас би завршил тука со оваа пресконференција. Фајлмен дерчут да сте живи и здрави. Морам те да кажам само дека продавам машковца. Фарук, транголин меѓу боле. Тоа фамилија. Добре. Петак е дан за метак, недела за починка весела, а сабота? Сабота е ден за работа на чесната и напатена македонска администрација. Во саботата 40.000 административци чистеа во Скопје. Непостечкиот синдикат на комунални работници со жестока реакција дека административците им го земаат лебот од уста и предложи ако веќе толку сакаат да се заменат со местата, тоест администрацијата да чисти, чистачите да се администрација. Тие ги повикаа сите совесни граѓани да фрлаат што повеќе ѓубре по улиците, како не би останале без работа и парче леп. Или 2 парчиња, зависи од исхраната. Индивидуално е тоа. Толку. А важно соопштение до сите деца, возрастни и оджачари не замолија да пренесеме од Македонски пошти. Македонски пошти со жалење ги известува сите деца и возрастни кои уште веруваат во Дедо Мраз дека поради проблеми во поштенскиот систем и болка во пределот на препоните од страна на вработените писмата до Дедо Мраз или не се доставени или ќе каснат. Поочекувате подароци во јуни, најкасно во јули. Македонски пошти се извинуваат за пропустот и ветуваат дека ќе се повтори. Но не сите се откажуваат од своите нереални желби само затоа што писмата не стигаат до Дедо Мраз, кој и онака не постои. Како бе не постои? Баш ти фала, Јована. Вака што на национална телевизија на сите нас ни ги уриваш и последните надежи. А сега ќе видиме еден чичко кој се уште не дознал за Дедо Мраз. Мицковски побара на изборите 63 пратеници, речено скромно. Тој оваа желба кон Дедо Мраз, духот во ламбата и златните рибки ја упати во интервју да може Дедо Мраз јавно да ја прочита. А како што додаде, ако има 80 пратеници, ќе го ревидира договорот од Преспа. А доколку освои 120 пратеници, тогаш ќе ги ревидира и законите за термодинамика, гравитација и флуктација на течности во безвоздушна атмосфера. Браво бе! Данската унија за интеграција предлага намалување на работното време во петок на 4 часа, како би имало подобар баланс на приватниот живот и работата. Јоана, не е тоа Данска унија, туку е Демократска унија за интеграција. Мислам, не си у министерство. Тевдоси отиде, разбираш. Читаме најави, ато. Предлогот за намалување на работното време во петок на 4 часа не им годеше на сите. Не знам како ќе се издржи. Тоа е 4 сати повеќе работа за нас и голем притисок. Овој предлог на ДУИ најде на големо негодување кај неговото членство. Велат дека ќе го наруши нивниот семеен, спортски, активистички, културен и љубовен живот.
Како македонските граѓани ги врват празниците, времињата на попусти и Мараја Кери со песната "Се што сакам за Божик си ти". Да видиме од овој краток и нем филм. Со зголемување на плати, пензии, социјалното во Германија и повратот на ДДВ, се повеќе граѓани се загрижени како да ги чуваат своите пари во време кога расте недовербата во финансискиот систем. За среќа ја имаме Јована во другото студио кое ви нуди решение за овие проблеми. Чекај, бацо, чекај, уште не сум тргнала. Пак ми кидна. Здраво, штедачи и милионери! Како што вика статистиката, тројца од четворица македонци се сиромашни. Што значи, ако сте 4 члена фамилија, имате еден богат во семејството. Па како да ги чувате парите? Ова се најдобрите предлози на нашите гледачи. Орце од Шутка или Скопје ни испрати интересна идеја за чување на ситните пари од по 50 и 100 евра. Тој пишува тие најлесно се чуваат во ваква кутија за кондури. Следниот предлог е од Ана, исто од Скопје, која вели дека парите најубаво се чуваат во несесери. Добар предлог, кој ќе се најде на секоја жена. А за оние од средниот и сите други полови, имаме Луи Витон чанта. За оние кои имаат пензија над 14.000 денари и лесно собираат пари, имаме предлог кој ни доаѓа од Срџан, од непозната локација. Тој вели дека неговите 750.000 евра ги чува во ваква шише. Срџане, мал ѓаволе, па колкаво шише имаш ти? Секако тоа беа најдобрите предлози од нашите гледачи и се надеваме дека ви послужија. Останатите средства слободно дајте им ги на извршителите. Тие одлично ќе ви ги чуваат. Ти благодариме, Јована. Ништо, Ацко, повели и друг пат. Кога стигна да се телепортираш тука, човек? Стигнав. Продолжи. Во следната епизода ќе видиме како да изгубиш се по советите на нашите гледачи Бојан од Шутка и Катица од дома. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега одиме со една поинаква приказна. Приказна за еден македонец, кој бара за солниште од врнежите и минусните температури во најпосакуваниот хотел на континентов. Што ќе се случи со него, ќе дознаеме од следниот прилог.
О, Мистер? Македонија, така? да, и уште немам соба. Нема ли да има соба? Април. Како бе април? Чекај ме, баце. Нели ова е Хотел Европа, не сум сгрешил нешто, ама мислам не. Да, 27 звезди не си сгрешил. Е, па имам резервација, бе, провери. Име? Името го дававме, да. Ве нема. Како ве нема? Хај провери пак. И знаеш што? Ве нема. Како ве нема? Абе, мора да има провери уште. Провери. И? Септември. Септември, па сега рече април, бе. Гле го врне надвор, жити се провери уште еднаш. Знаеш што? Октомври. Во фоајето можеш да поставиш шатор, за 7-8 години ќе се ослободи соба. Аман бе, брат, бе. Леле. По ствари, го ќе видиш, може ќе преврне во тоа. А што има друга опција? Има некоја? Да делиш соба со некој? Или кревет? Има таква опција? Па тоа бе, може, со кој ќе те дам? Еве го. Каква среќа! Пардон. Мерси. Аз като музичар искам да опитам да не има некој за свирка. Човеков бара соба и кревет да дели ако може. Откъде сте вие? Јас сум од Македонија. Македонец! Вие македонци сте като Едълвайс, бе. Како што? Това е цвят, бе, красота. Гледай тук са. Едълвайс, защо цъфтиш, кажи, на никому не нужен си. Ай към мене в стаята. Айде. Ти знаеш ли ти на мене Аспарух Калашников анаконда ми е рода? Еј. Солесно. Земи сега плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Виц во аптеките близу вас. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина.
Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Зоран Заев и Радмила Шекеринска. Премиерот и вице-премиерката. Председателот на владата и министерката за одбрана се возеа на носач на авиони, летаа авиончиња, правеа пируетки и пуштаа летки. Драги новинари, добар ден! Ние, како што знаете, од НАТО добиваме карти за Тобогано, за Диснилендо, за клизалките и со Шеки и со Ташко ќе одеме да провериме и сигурен сам оти ќе си поминеме убаво на Риви. Саки ви шо е Топ Ган, Шеки? Абе, кој е Топ Ган? Здраво, дечки, јас сум вашиот инструктор. Сите знаеме што е work and travel. Затоа ве снабдуваме со периче за хемороиди. Еве го. Значи се става, се дува и овдека го копчеш. Ево вака, само секунд. Ево овдека вака, шкрап, трак, так. Шо говори овој бе work and travel бе? Дека е Топ Гано бе? Шо е това хемороид? Дечко, не ме на врата го ставаш бе. Возам се на Тобогано, ја и Шеки ту. Чуче бе, кај ни авионот Соки? Tego aviono bе со знамето напред tego. Зоки, апаш, апаш. Дексте бе, лайк. Дружи, имаш на капата тука нешто, имаш мртви. Ето. Леле ме полуде Косово тока цигата. Пази да не ти издрпе некој джам. Абе, Зоки, не си нормален, да ти кажем. Здраво. Зоки сам ја, дека е Тобогано тука бе? Hello, I don't know your name. Hello, sugar baby, hello. Здраво, на Бродов, тука имаме нови членови. Ево овој Зоки овдека и Sugar Babe give me масаж. Здраво, јас сум Трајче, јас ќе ви бидам новиот тим лидер овдека. Еви, јас кога почнав како вас бев уплашен, но се водиме под едно мото. Ова е бордот за мотивација, погледнете. Секогаш читате го. Значи, покрај што ги конобарите, ќе морате да сте доли да им ги земете торбите на овие поважните гости што ни се и да се препаркираат нивните возила доколку не се паркирани соодветно. А сега мала демонстрација. Значи, ќе ве молам, возилото со регистарски таблички СР 522 НМ да се тргне од каде што е паркирано. А сега ќе ве молам се фатите за работа, Зоки, ти си укујна. Еми нели за Топ Гано дојдеме од дека са ја да работам укујна? И шо ми даде са даска? На мене не ми фале даска. Значи, ти си во кујна и тебе ќе ти треба даска, на неа се сецка пипер, домат, разни работи, таа ќе ти биде најверен пријател. Абе каква кујна, јас за Топ Гано сам дојден. Каква кујна? Господин, овде нема Топ Ган, ова е work and travel. Како нема Топ Ган, јас за Топ Гано сам дојден, дека е Топ Гано? Господин, овде нема никаков Топ Ган. Па ако нема Топ Ган, јас си одам. Еве ќе се отпишам, ако треба тука ќе се отпишам све, си одам. Па шо, чао Марија. Не, јас за Топ Гано дојде ќе трошам време. Ива, кацигата многу тесна ме во фана. Зашо не пале во авионот бе, шо биде? Ајде брат, таму доле ќе виш има да потегни се ушчено. Ајде, и сега право на месец и фури газ. Сега газ. Дај на тебе, браво. Леле. Доба. Леле, ама го ишкрипе. Полетна ли бе? Чичко, пушти летки. Како што заладува и како што се врати Јована од втора сезона во вчерашни, така го вративме и Ведрмен. Две паметни одлуки на нашиот продуцентски тим. Темпус нарабо, Јована. Времето ќе покаже на латински. Ала? Ми кажуваат дека сменил мобилен телефон, затоа те молам, ти пренеси го она што го зборевме. Во рета, а што да му пренесам? Најди го, пренеси го, пошто ова е сериозно и кажуваме за последен пат. Еве го, а цовурцата баранеш. Држи, ајде, држи.
Да? Истекува времето. Сати се упраша, еве пораката. Добро, баци, извини. Еве одма. Добро утро, драги гледачи. Веќе немаме што да ви кажеме, па рете да ја одјавам ова емисија. Добро утро. Да си одиме побрзо. Добро утро и од мене. Ајде, пеј. Вевчани, ти мала Венеција. Не то. Што имаш да кажеш, ајде? Аха, вака. Ацо, цел ден седеше во студио нешто и лют Јована за ручек, ја немаше 2 сата, имаше круасан на масата. Друго? Джемаил 5 пати беше во ВЦ по пола сат. А малото? А малото пеше на таксират, зема недела дена неплатено. Добро, и онака неделава не планирав да ви дам плата. Маја бе, па не требаат пари. Ќе одиме со Менда во Венеција. Леле, знам, еј. Супер, ќе си поминиме. Уху!